Денес ги пуштаме во потреба подземните контейнери во градскиот пазар. Всушност тоа се и првите подземни контейнери во град Прилеп. Тие се од битно значење за градскиот пазар заради тоа што ќе влие на одржувањето на хигиената. Така да многу ќе олесни на вработените кои што одржуваат хигиената во градскиот пазар, заради тоа што досега ѓубрето се носеше во контейнерите кои што се наоѓаат околу градскиот пазар на оддалеченост негде од 200 метри, така што сега е многу битно со овие контейнери во тоа што, како што кажав, дека и ако досега му требаше определено време за да го исчисти градскиот пазар, сигурно сега ќе му треба 3 пати помалку време за таа работа. Инаку вредноста на оваа инвестиција е 1.870.000 денари. И средствата, да кажам, дека се обезбедени од локалната самоуправа. Меѓутоа, пазарот тука не застанува со инвестирање, продолжуваме и понатаму, така да е изработена студија за фотоволтаици, кој што ќе биде реализиран во наредниот период, а исто така имаме и во наредниот период, најверојатно ината година, до покривање на пазарот негде на 130 метри квадратни и со тоа пазарот ќе биде покриен на површина негде околу 4800 метри квадратни. Овие контейнери нема да создаваат миризба заради тоа што тие ќе бидат користени само за непазарните денови и е договорено со јавното комунално предпријатие да веднаш штом ќе се наполнат, тие се исчистат, така да нова место каде што нова локација каде што се сместени овие контейнери, тие ќе бидат празни и исчистени. Започнавме со проектот на поставување на подземни контейнери од централното градско подрачје. Првите ги поставивме таму и каде што има најголема потреба во градскиот пазар. Меѓутоа, ова е само почетна фаза на поставување на голем број подземни контейнери кои што ќе бидат поставени на повеќе фиксни локации кои што се утврдени заедно со јавното комунално предпријатие Комуналец. Ќе бидат вакви контейнери поставени во близина на ИТРП, позади бизнис центарот, во близина на двете катни гаражи, исто така во близина на Марко Цепенков и поголемите маркети во центарот на градот, како и во близина на општината. Овие фази ќе следат наредниот период и мислам дека со ова многу ќе се подобри за изгледот на градот, одржувањето на хигиената во градот и чистотата во градот од страна на јавното комунално предпријатие. Иначе да кажам дека средствата за изработка на овие подземни контейнери се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа и јавното предпријатие Пазари. Иначе досе имаме инвестирано повеќе стотици илјади евра во градскиот пазар, со што од еден руиниран пазар прерасна во еден од најмодерните и најубави зелени пазари на ниво на Република Македонија. Наредни проекти кои ќе се случат во пазарот, тоа е допокривање на уште мали делови од пазарот, има околу 200 квадрати се мислам, реконструкција на одредени дуќани во околината на пазарот кои што го заокружуваат и еден од најбитните проекти од наредната година за кој се прави физибилити студија ќе биде поставување на соларни панели со што сончевата енергија ќе се користи во централно градско подрачје за потребите на пазарот и за потребите на центарот на градот.
Yes,